Во организација на гимназијата Јане Сандански Струмица се одржа емотивен настан во чест на професорката по македонски јазик Елка Терзиева. Елка Терзиева е родена во 1937 година. Струмичани ја паметат како една од најценетите, најпочитуваните и најпринципиелните професорки во гимназијата. Починала во 2001 година, но нејзините блиски на настанот ги оживееа за миг сите нејзини спомени. Живееше бурно, живееше силно, живееше впечатливо. Ќе го споменам нашиот фамилијарен миленик Балашевиќ и она негова позната реченица за оние бројки на надгробните плочи, годината на раѓање и годината на смртта. Онаа цртичка помеѓу, тоа е животот. Низината цртичка може би не беше премногу кратка, но не беше ни предолга, но трајна, тетовирана во каменот и во душите наши. Инаку не би биле овде вечерва. Да ја споменеме, да и се поклониме и да и се заблагодариме на животот, на наследството и на спомените кои ни. Исто така на настанот покрај роднините беа присутни и нејзините пријатели и ученички, како Катерина Милушева, Мариета Дукиќ, Ана Витанова Рингачева, Ксенија Маказлиева Трајчева, исто така Билјана Костадиновска, Гордана Донева, Мариета со текстот како интро за Куштана, имаше свое обраќање и Ѓорги Терзиев, а исто така свое обраќање имаше и директорката на гимназијата Јане Сандански, раскажувајќи за нејзината поврзаност со неа. Елка Терзиева ми беше се одгоре наведеното во одредени периоди од мојот живот. Мојата втора мајка, Елка Терзиева, ме заспиваше со приказната за Иван Дурак од Лав Толстој, кога мајка ми беше на службен пат. Мојата тета Елка ми ги поливаше крвавите колена со ракија по заедничкото искачување на Свети Илија, на која ама ич не ми се одеше, ама нема неќам. Мојата професорка, Елка Терзиева, на еден час по македонски јазик, во екстаза ги фрли очилата на една, а збирката бели мугри на друга страна, додека од устата како оган излегуваа стиховите на Кочо Рацин. Ние учениците со полуотворени усти, како хипнотизирани гледавме во неа, додека по грбот ни лазеа морници од необјаснива возбуда. Мојата пријателка, Елка Терзиева, во кавгите за кои само ние си знаевме, жестоко ме критикуваше за некои мои младешки постапки и одлуки, а мојата гордост не ми дозволуваше да ја признаам дека е во право. Мојата колешка, Елка Терзиева, бликаше од гордост, а очите ѝ се полнеа со солзи и радосници, кога ќе слушнеше пофалба упатена за моето работење во гимназијата. И токму кога требаше да уживаме во новите поглави од животот, во кои што туку бевме зачекориле, таа во пензијата, а јас во мајчинството, пред нас се испречи смртта. Она што поминело не се повторува, но се враќа повремено во нашите сеќавања. Професорката Елка Терзиева остана запаметена од многу луѓе кои ја познавале, го знаеле нејзиниот глас, поглед, карактер, зборови, кои сега ги пренесуваат низ емоции сите нејзини познаници.